Центарот за македонски јазик во Грција конечно може да заживее. Надминати се сите административни пречки. Грчкиот суд ги укина сите жалби кои дојдоа по отворањето на овој центар. Прв ваков кај јужниот сосед, македонскиот активист од Егеот Стилиос Самарци супати благодарност до грчкиот правосуден систем за оваа одлука, велејќи дека во иднина правата на македонците треба уште повеќе да се унапредуваат. Грчкиот суд ги укина сите тужби кои беа против Центарот за македонски јазик. Тоа беше пријатно изненадување од грчкиот правен систем. Во иднина чекаме отворање на приватни македонски училишта, но и македонскиот јазик да биде дел од образовниот систем во Егејска Македонија и новите генерации да го учат македонскиот јазик. Дека Центарот за македонски јазик не смее да биде проблем за Грција и не смее да биде забранет, претходно порача од обедината македонска дијаспора. Во изјава на Алфа, директорот на ОМД за Македонија и Европа Гордан Јорданов кажа дека вакво здружение ни под еден основ не смее да се поврзува со некакво македонско малцинство во Грција, како што се обидуваше тоа да го представи дел од грчката страна. Според Јорданов, овој центар е како и секој друг центар на секој друг странски јазик во било која држава. Грција и Македонија како држава мора да направат дистинкција на тоа што значи Центар за македонски јазик и борење за права на малцинствата во Република Грција. Овој Центар за македонски јазик мора да се знае дека е ист таков центар како сите други центри за странски јазици и исто така како што ги има во нашата држава. Така да овој центар мислам дека не представува никакви закани спрема Грчката република. На крајот на минатата година македонскиот јазик беше причина за протест и контрапротест во Лерин. На улица излегоа грците од Златна Зора незадоволни од тоа што беше отворен Центарот за македонски јазик. Го изразија својот револт со порака дека ја бранеле нивната Македонија. Ο Έλληνας δεν ανακαλώ τις απόψεις μου σε κανένα. Полицијата тогаш ги спречи представниците на Златна Зора да отидат на главниот плоштад во Лерин, со што беше избегнат можен инцидент, а гневниот потезите на Златна Зора на протест излегоа и македонците од Грција. По отворањето на овој центар во Грција се крена паника според окружната обвинителка Анастасија Калаици која поднесе жалба. Центарот представува лоби за создавање македонско малцинство.